Чудната чучулига. Си живееше еден човек кој имаше 3 ќерки. Кога реши да оди на подалечен пат, при разделбата ги праша ќерките што да им донесе. Тогаш најстарата посака бисери, втората диаманти, а третата рече: "Татко, јас сакам чучулига што пее и скока." Таткото на ова ја одговори: "Без друго ќе добиеш, ако можам да најдам." Потоа ги бакна сите 3 ќерки и замина. Кога дојде време да се врати, беше купил бисери и диаманти, ама за чучулига што пее и скока залудно прашуваше. Тешко му беше што не ќе може да ја исполни желбата на најмалата ќерка која и најмногу ја сакаше. На враќање патот минуваше низ една шума. Сред шумата се наоѓаше раскошен замок, а крај него едно дрво, на чиј врв здогледа чучулига како пее и подскокнува. "Еј, ти ми доаѓаш како порачана," рече радосно, па го викна слугата и му заповеда да се качи на дрвото и да ја фати птицата. Но кога слугата се доближи до дрвото и сакаше да се качи, одеднаш се појави лав, се накостреши и толку силно рикна што затреперија лисијата на дрвото. "Ке го раскинам секој кој сака да ми ја земе чучулигата што пее и скока," извика лавот. "Не знаев дека птичката е твоја," рече човекот. "Ќе ја поправам грешката и ќе се откупам со злато. Само остави не да живееме со слугава." "За вас нема спас," му одговори лавот. "Освен ако ти, господарю, не ми ветиш дека ќе добијам она што прво ќе го сретнеш дома. Ако постапиш така, ќе ти го подарам животот, а покрај тоа ќе ти ја дадам и птицата за ќерка ти." Човекот се двоумеше па рече: "Прва може да ме пречека најмалата ќерка, која најмногу ме сака и вес ден ме пресретнува." Ама слугата многу се исплаши господарот да не одбие, па тивко му рече: "Не мора да те пречека ќерката, тоа може да биде мачката или песок." Така слугата успеа да го наговори својот господар, која зеде чучулигата што пее и скока, а му вети на лавот дека ќе го добие тоа што прво ќе го сретне дома. Кога стигна и влезе дома, прва го пречека најмладата ќерка. Таа притрча, го прегрна и го бакна, а кога виде дека и носи чучулига што пее и скока, бескрајно се израдува. Меѓутоа кутриот човек не се радуваше, туку беше тажен, почна да плаче и рече: "Мило дете, птицава скапа ја платив, за неа морав да те ветам на еден див лав, а кога ќе те добие, тој ќе те растргне и изеде." Потоа и раскажа подробно што се случи и ја замоли во никој случај да не оди таму, а таа го тешеше велејки му: "Мил татко, ветувањето што си го дал мора да се одржи. Јас ќе појдам кај лавот, па некако ќе го смилувам и верувам дека здрава и жива ќе се вратам дома." Утреден та замоли да ја го покаже патот, се збогува, па спокојно навлезе во шумата. Меѓутоа лавот беше бил маѓепсан принц, кој преку ден шетал како лав, а со него и сите негови слуги биле лавови, додека ноќа си го добивале човечкиот лик. Штом девојката дојде в шума, срдечно ја пречека и ја одведоа во дворецот. Кога се стемни, лавот се престори во лично момче. Уште вечерта направија свадба за приказ. Живееа задоволно, ноќе беа будни, а дење спиеа. Еднаш принцот дојде кај жена си и рече: "Утре ќе се одржи голема веселба кај татко ти, бидејќи ти се мажи најстарата сестра. Ако сакаш да присуствуваш на веселбата, ќе те однесат моите лавови." Таа се израдува и се согласи да отиде, зашто сакаше да го види татко си, па замина во придружба на лавовите. Кога стигна во татковиот дом, настана голема радост, зашто сите мислеа дека веќе одамна ја растргнал лавот, а таа многу ги зарадува кога им раскажа колку убав маж има и колку убаво живее со него. Тука остана додека траеше свадбата, а потоа се врати во шумата. Кога се мажеше средната ќерка, повторно ја поканија на свадба, а таа на лавот му рече: "Овој пат не сакам да одам сама, дојди и ти со мене." Лавот одговори дека тоа би било премногу опасно,
зашто ако го осветли најмала светлина од некоја свеќа, тој веднаш би се престорил во гулаб, па ќе мора да лета 7 години со гулабите. Ох, ти само дојди со мене, а јас ќе те заштитам од секаква светлина, му рече невестата. Лавот се согласи па тргна. Со себе го поведоа и своето дете. Таа заповеда во татковата куќа да се изгради една одаја со многу цврсти и дебели ѕидови, за да не може да влезе никаков зрак внатре. Во неја лавот би бил сигурен кога ќе се запалат светилките, меѓутоа вратата беше била направена од сурово дрво, па беше се создала пукнатина која никој не ја забележа. Свадбата на средната ќерка свечано се прослави, а кога сватовите се враќаа од црква со распламтени факли и свеќи и кога минуваа низ селата, мала светлина низ пукнатината од вратата го осветли принцот. Часкум тој се претвори во гулаб. Кога жена му влезе во одајата, затекна само бел гулаб кој рече: "Ке мора да летам низ светот 7 години, па секои 7 чекори ќе испуштам по една капка крв и бел пердув, што ќе ти го покажуваат патот, но мораш да знаеш дека ќе ме спасиш само ако ја следиш трагата." Потоа гулабот излета низ вратата и таа тргна по него. На секои 7 чекори ќе капнеше по една капка крв и паѓаше бел пердув, покажувајќи го патот. Така лидаше се подалеку и подалеку низ светот. Ниту се обцрнуваше, ниту се починуваше. Кога изминаа 7 години, таа се издрадува, мислејќи дека наскоро ќе се спаси, иако уште беше далеку исполнувањето на нејзината желба. Додека така одеше, извесно време не испадна ниеден пердув и не капна ниедна капка крв, па кога добро се загледа, гулабот не можеше да го види. Тогаш си помисли: луѓето овде не можат повеќе да ми помогнат, па се качи до сонцето и го праша: "Сонце, ти што болскотиш низ сите пукнатини и преку сите врвови, да не виде како лета еден бел гулаб?" Сонцето ја одговори: Не сум видел никаков гулаб, ама ќе ти подарам едно чекмеже што ќе го отвориш кога ќе те снајде голема неволја. Таа му заблагодари и тргна понатаму. Одеше се додека не се стемни и не се појави месечината која ја праша: "Месечино, ти светиш по цел ден и осветлуваш сите шуми и полиња, да не виде како лета бел гулаб?" Месечината ја одговори: Не сум видела никаков гулаб, ама ќе ти подарам едно јајце, кој ќе го скршиш кога ќе те снајде голема неволја. Тај заблагодари и продолжи. Така одеше се додека не дувна ноќното ветре, нежно галејќи ја. Таа му се обрна: "Ветре, ти што дуваш низ гранките и лисјата на дрвјата, да не си видел како лета бел гулаб?" Ветрето ја одговори: Не сум видел никаков гулаб, ама ќе ги прашам другите 3 ветра да не го виделе тие. Дојда источниот и западниот ветар, кои рекоа дека ништо не виделе, ама јужниот ветар рече: "Видов бел гулаб, одлета на кај Црвеното море, каде повторно стана лав, зашто изминаа 7 години. Тој таму се бори со една ламја која всушност е магепсана кралска ќерка." Тогаш ноќното ветре и рече: "Чуј го мојов совет, појди на брегот од Црвеното море, на кој се наоѓаат многу праачки, па почни да ги броиш, и кога ќе дојдеш до 11-тата пресечи ја, па со неа утрија ламјата, потоа обзрни се, па ќе здогледаш птица орлолав, која живее околу Црвеното море. Со својот мил маж качи и се на грб, таа преку морето ќе ве однесе дома. Еве ти и орев, кога ќе бидете среде море, фрли го во вода. Од него ќе израсне дрво на кое птицата ќе се одмори, зашто ако не се одмори, не ќе има сили да ве пренесе. Ако заборавиш да го фрлиш оревот, птицата ќе ве пушти в море." Жената отиде на брегот од морето и најде се како што и рече ноќното ветре. Ги преброи праачките, па ја пресече 11-тата, со која ја удри ламјата. Потоа лавот лесно ја совлада. Тогаш лавот и ламјата добија човечки ликови. Оти ламјата порано била принцеза. Штом се ослободи од магиите, таа го фати момчето под рака. Седна на птицата орлолав која ги одведе.
Остана жената кудрата далечна патничка, сама и пак напуштена, па седна и заплака. Откако се прибра рече: ќе одам толку далеку докаде што ветерот дува и толку долго додека петалот кукурига, се додека не го најдам својот саканик. Потоа тргна по долги и непознати патишта додека не стигна во замокот каде што живееја принцот, нејзиниот маж и кралската ќерка. Тука слушна дека набргу ќе се венчаат и ќе прават голема свадба. Притоа рече во себе си: морам да успеам, па го отвори чекмежето што го даде сонцето. Во него имаше толку убав фустан што блскотеше како самото сонце. Го извади и го облече, па влезе во замокот. Сите слуѓа и самата невеста ја гледаа со восхит и бидејќи на невестата многу и се допадна фустанот, таа посака да го има и во него да се облече на денот на венчавката. Па ја праша дали ќе го продаде. Да, одговори жената, ама не за пари и богатства, туку за крв и за месо. Невестата ја праша што мисли со овие зборови. Тогаш жената одговори: пушти ме една ноќ да преспијам во собата во која спие младоженецот. На невестата ова не ѝ беше драго, ама се сложи бидејќи се допаѓаше фустанот. Но на слугата Кришу му нареди да му даде на принцот напивка за успивање. Ноќта кога момчето спиеше, жената ја внесоа во собата. Таа седна на креветот и рече: 7 години те следев, бев кај сонцето, кај месечината и кај 4 ветрови. Се распрашував за тебе. Ти помогнав да ја совладаш ламијата. Зарем можеш по сето тоа да ме заборавиш? Меѓутоа принцот спиеше толку цврсто што само му се чинеше дека шуми ветар во гранките на дрвјата. Штом се развидели, ја изнесоа, па на жената не ја остануваше ништо друго освен да го предаде златниот фустан. Бидејќи ова не ја помогна, се натажи. Отиде на ливадата, каде што седна и заплака. Додека таа седеше, се сети на јајцето што ја го даде месечината. Го извади и го скрши. Од него излезе една квачка со 12 пилиња од чисто злато, кои веднаш почнаа да потрчуваат, да цивкаат и да се вовлекуваат под квачката. Толку беа убави што ништо поубаво не можеше да се види на целиот свет. Таа стана и ги потера преку ливадата, се додека не ги виде невестата. Пилињата толку и се допадна што таа веднаш слезе и праша дали се продаваат. Не сакам да ги продадам за пари и за богатство, туку за крв и месо. Дозволете ми да преспијам уште еднаш во истата соба во која спие младоженецот. Невестата се согласи, ама пак сакаше да ја измами како и минатата вечер. Кога принцот влезе во својата соба, го праша слугата што биле тие мрморења и шумолења минатата ноќ. Слугата се раскажа, како по заповед на невестата морал да му даде напивка за успивање, бидејќи некоја сиромашна девојка спиела кришум кај негов соба. Потоа му рече дека и за вечерва има задача да му даде од истата напивка. Тогаш принцот рече: напивката истурија крај креветот. Ноќта жената повторно ја внесоа во собата, а кога таа почна да раскажува како тешко ги минала долгите години, тој по гласот ја препозна својата мила невеста. Скокна и извика: дури сега сум наполно спасен, досега се чувствував како во сон, зашто туѓата кралска ќерка ме мајепса така што морав да те заборавам. Ама Господ, благодарение на тебе, навреме ме ослободи од заслепеноста. Заштитени од темнината на ноќта излегоа од замокот. Се плашеа од кралот, таткото на несудената невеста, бидејќи беа чуле дека и тој е мајепсник, па седнаа на птицата орлолав. Таа ги пренесе преку Црвеното море и кога се најдоа среде море, девојката го фрли оревот. Часком израсна големо ореово дрво, на кое птицата се одмори, а потоа ги понесе понатаму кон нивниот дом.
Таму го затекоа своето дете, кое веќе беше пораснато и беше многу убаво. Од тогаш тие живееа среќно и задоволно се до својата смрт.